تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور رمضان Welcome holy month رمضان أهلا رمضان. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أما بعد. Благодарност му припаѓа на Аллах субханаху ва таала. Салаватот, селамот, мирот, спасот, благословот му припаѓаат на неговиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва салем, на негова чесна фамилија, неговите верни асхаби и сите следбеници од неговиот уммет кои доследно го следат неговиот пат до судниот ден и потоа Аллахуме амин. Почитувани драги браќа, ценети сестри, ние веќе влеговме во втората третина од Рамазан и Шериф. Деновите брзо изминуваат. Рамазанот лека полека тече. И токму затоа возвишениот Аллах субханаху ва таала, кога зборува за пропишаноста, задолжителноста на постот, веднаш после ајетот за пост вели: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Ви се пропишува пост како што бил пропишан на оние пред вас, за да бидете богобојазливи. أياما معدودات. Неколку денови, броени денови. Експлицитно Аллах субханаху ва таала токму кога зборува за постот вели броени денови. И тука става акцент. Со што сака да ни укаже нам, на постачите, на рамазанлиите, дека о постачи, о рамазанлии, гледате ли колку брзо изминува времето? И животот е брз. Дори Аллах субханаху ва таала го нарекува аџиле. Мен кане юриду l'ađile ađalna lahu fiha ma nešau limen nurid. А кој го сака овој брз свет, ние ќе забрзаме да му го дадеме. Значи Аллах субханаху ва таала дуњалуков го нарекува брз свет, дека брзо заминува. Тогаш камоли Рамазанов, кој многу брзо заминува, изгора на тоа Аллах не подсетува и ни вели ејаме ма'дудат, броени денови. Затоа сакаме да зборуваме за максимално искористување на времето во Рамазан. Замислете кога еден човек на негова банковна сметка секое утро му легнуваат 86.400 евра. Меѓутоа, тие 86.400 евра мора да ги потроши во текот на 24 часа.
бидејќи ако не ги потроши, тие му се одземаат. Друг ден му се додаваат нови 80.400 евра. Дали може да се сетите дека тие 80.400 евра, тоа се секундите во текот на еден ден и ноќ. Нам секој ден на наша сметка имаме 80.400 секунди. И утре дента тие веќе ги немаме. Овој ден повеќе не се враќа. Овој Рамазан повеќе ние нема да го видиме. И затоа Хасан ел-Басри, рахимахуллах, побожникот Хасан ел-Басри ќе каже: кога наутро ќе изгрее сонцето, денот му се обраќа на човекот. Замислете, драги браќа, денот му се обраќа на човекот. Тоа е метафора. О човеку, ене јаумуке џедид. О човеку, јас сум нов ден. Ва ала амелике шехид. И сведок на твоите дела. Искористи ме. Бидејќи и јас кога ќе заминам, повторно не се враќам до судниот ден. Ова секој ден, денот ни се обраќа нам и затоа треба да имаме предвид дека животот тече многу брзо. Рамазанот ќе замине многу брзо. Меѓутоа, прашањето е колку ние сме биле сериозни. Дали ние сме дозволиле залудно да ни течат овие денови и овие благословени ноќи? Мораме да бидеме продуктивни. Мораме да имаме зацртана цел. И во животот, и во Рамазанот. Да го искористиме секој ден во она што ќе биде од корист за нас, за дуњалук и за ахирет. Абдуллах ибн Мас'уд радијаллаху анху вели: инни ле амкуту раджулен. Кај јас мразам човек да видам кој е безделничар. Ла фи амели дуња, вала фи амели ахира. Човек кој е безделничар, човек кој стои напразно, човек кој не е ангажиран ниту во дуњалучка, ниту во ахиретска работа. И затоа првите генерации на исламот толку го ценеле времето, толку го почитувале и го искористувале, дори се пренесува од асхабите на Расулуллах саллаллаху алейхи ва селем, дека кога асхабите се сретнувале еден со друг, тие го цитирале суретул Аср еден на друг, за да се подсетат за времето, за негово максимално искористување и исполнување со хаирли работи. Вал Аср, жими времето. Иннел инсане лефи хуср. Навистина човекот е во пропаст. Илля аллазина амену. Господарот Аллах субханаху ва таала вели: освен целото човештво е во пропаст. Сите луѓе се во загуба, освен оние кои ќе се окитат со 4 својства. Илля аллазина амену ва амилу салихат. Освен оние кои ќе веруваат, ќе прават добри дела, ќе ја препорачуваат вистината едни на други и ќе ја прочитуваат и порачуваат едни на други трпеливоста. Тие се 4 особини кои човекот го прават да биде исклучот од пропаста на останатите луѓе. И затоа Имам Шафи, рахимахуллах, ќе каже дека ако не му беше објавено на Мухамеда саллаллаху алейхи ва селем
друго нешто од Куранот, освен ова кратко суре, кратко куранско поглавје, лекефет, ке им беше доволно за луѓето. Да сватат дека животот на овој свет е краток, нивната мисија, нивната задача е да веруваат, да прават добри дела, да препорачуваат вистина и да препорачуваат трпеливост, издржливост, бидејќи животот е исполнет со искушенија. Мухамед саллаллаху алейхи ва селем во хадис кој го бележи имам Бухари, од Ибн Аббас ќе каже: "Ни'матани макбунун фихима кесирун минен нас." Многу луѓе се безгрижни, рамнодушни, пасивни кон два Аллахови дарови, кон два Аллахови благодати. Многу од луѓето се пасивни, не знаат нивната целосна вредност, значење и важност и битност. Есиха вал фарак. Вели веровесникот саллаллаху алейхи ва селем, здравието и слободното време. Хадис го бележи имам Бухари. Замислете, драги браќа, здравието и слободното време. Многу луѓе не знаат да ги ценат, се додека не ги изгубат. Па човек додека е здрав, не знае да го цени своето здравие. Кога ќе го изгуби, ќе извика: како не го ценев здравието. Слободното време, кое ни е дадено на располагање, човекот го троши во безделничење, во празни моабети и некорисни работи. Меѓутоа ќе дојде денот, кога човекот ќе извика: Рабби рџиун, лаалли амелу салихан фима тарет. Господару мој, врати ме, за да правам добри дела кои ги испуштив. Човекот која ќе падне на смртна постела, тога ќе свати дека дуњалукот го изгазил. Аллах азза ва джелле во Куран зборува дека ќе ги праша луѓето на судниот ден. Кале кем лебистум фил адеде синин. Колку останавте на земјата? Колку години? Замислете, човекот ќе одговори: јаумен еу бада јаум. Човекот ќе рече ден или дел од ден. Замислете, животот 50, 60, 70 и горе години, 80 години и повеќе, кога ќе застане човекот пред Господарот Аллах за оџеле и Аллах го праша колку беше на дуња, човекот ќе рече еден ден или дел од ден. Значи, толку брзо изминува дуњалокот и толку овој живот ќе му остане осеќавање на човекот како да живеел еден ден или дел од ден, половидан ден или дел од ден. Затоа, драги браќа, Рамазанот е голема прилика и голема школа. Да го искористиме во хајр работи. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем во веродостоен хадис од кој го бележи имам Хаким, а хадис добар, рекол: иктеним хамсан кабле хамсин. Искористи 5 работи пред да ти дојдат други 5 работи. Искористи го здравието пред болеста. Искористи го слободното време пред зафатеноста. Искористи го овој дуњалук пред да ти дојде ахиретот. Искористи го богатството пред да ти дојде сиромаштијата. Искористи ги овие работи кои повеќе не ќе можеш да ги искористиш.
искористи слободно време, искористи здравје, искористи богатство, искористи дуњалук, бидејќи овие работи човекот може лесно да ги изгуби. Затоа имам Тирмизи пренесуваат дека Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва саллем рекол: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Човекот на судниот ден нема да мрдне, нема да помести, нема да помери еден чекор, а да не биде прашан за 4 работи. Ан умрихи, за својот живот, каде го потрошил. Ан шебабихи, за својата младост, каде ја провела. Ан малихи, за својот имот, за своето богатство. На кој начин го стекнал и како го потрошил. И четврто, ан илмихи, за знаењето кое го стекнал. Што правил со знаењето? Дали она што го научивме, ние го практикуваме? Знаењето, ако не се спроведе во пракса, тогаш тоа ќе биде аргумент против нас на судниот ден. Затоа, драги браќа, ако сакате да знаете колку е вредно и битно времето, ако сакате да знаете колку важи една година, прашајте го оној студент кој изгубил услов за една година, па мора да повторува една цела година за еден испит. Ако сакате да знаете вредноста на еден месец, прашајте она жена која се породила еден месец порано. Ако сакате да знаете колку вреди една седмица, прашајте го уредникот кој го уредува седмичниот весник, колку се тие 7 дена битни и важни. Ако сакате да знаете колку е важен еден час, прашајте ги влюбените кои се чекаат еден час, за нив колку изнесува еден час. Ако сакате да знаете колку значи една минута, прашајте го оној кој му побегнал возот, авионот или автобусот за една минута, тој закаснел. А ако сакате да знаете колкава е вредноста на секундата, прашајте го оној кој за секунда се спасил во сообраќајна несреќа. И ако сакате да знаете колкава е вредноста на дел од секунда, на милисекунда, прашајте го оној кој заслужил или освоил сребрен медал, кој за дел од секунда не го освоил златниот медал. Затоа, драги браќа, да го искористиме времето како што Аллах бара од нас, бидејќи тој ни го дари времето и животот. Вели Хасан ел Басри, сретнав луѓе. Замисли, Хасан ел Басри е табеин. Раскажува и зборува за асхабите и за табеините. Тие се најодбрани генерации на исламот. Тој вели, сретнав луѓе кои повеќе го ценеа, го вреднува времето, отколку вие што ги цените парите. Денеска луѓето повеќе ги сакаат парите. А човекот може да знае колку пари има, но не знае колку има време од неговиот живот. Па што е повредно? Асхабите го вреднувале времето повеќе отколку ние што ги вреднуваме и цениме парите. Па кога некој сакал да му рече на другиот застани да правиме муабет, тој му велел, стопри го сонцето, па да разговараме. Сака да му каже дека времето тече и ќе бидеме прашани за овој живот кој Аллах не го дал. Ќе бидеме прашани за овој Рамазан како го користиме. Затоа, драги браќа, да ги искористиме овие рамазански денови, да не дозволиме да ни тече времето бесполезно,
Значи, навистина, времето е el-вакту ке-сайф. Времето е како сабија. Иллем тактаху, јактаук. Ако ти со сабијата не сечеш, таа тебе ќе ти сече. Ако ти времето не го зафатиш со корисни работи, тога шејтанот ќе те зафати со безполезни и безкорисни работи. А Рамазанот, секоја негова секунда, секоја негова минута, час и ден се неповторливи и вредни. Го молиме Аллах Аззе ва Джелле да го искористиме овој Рамазан во дела, во работи, со кој Аллах Аззе ва Джелле ќе биде задоволен. Доволно е човекот само да застане, да проучи 3 пати кул хуваллаху ехад, рамно му е како да завршил хатма, да донесе салават на Расулуллах саллаллаху алейхи васелам, да изговара истигфар, да клања 2 рекати намаз и така натаму. И наша последна дова е Енилхамдулилахи Раббил Аламин wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.